Добро вечер, дневник на ТВ+. Еве што ќе гледате. Одржан третиот поред атлетски митинг во Куманово. Кумановец без повод и причина физички нападнал со граѓанин. Отворена изложбата на царските двери во уметничката галерија. На атлетската патека во Соколана денес се одржа третиот поред државен атлетски митинг. Надпреварот е во организација на атлетскиот клуб Куманово, а учество зедоа повеќе училишта од градот и земјава кои се надпреваруваа во различни дисциплини. Атлетски митинг по повод 11 октомври се одржа во спортскиот комплекс Соколана. Врнежливото време не ги спречи надпреварувачите да учествуваат на третиот поред државен атлетски надпревар во различни дисциплини. Учесници беа повеќе училишта од градот и земјава. Има школска програма за сите деца од основни училишта и има главна атлетска програма што е за атлетските клубови во која има исто така други дисциплини и се разбира оние повозрасни учесници. Има и рекреативна трка за сите оние постари учесници што сакаат да трчат, значи што се рекреативци и како шлак на крајот на надпреварот ќе се одржи фамилиарната штафета 3 пати по 200 метри, што првпат се одржа лани, значи тука во Куманово, воопшто во светот, и ова година е втор пат да се одржи таа штафета. Од атлетскиот клуб од Куманово како организатори на настанот посочија дека атлетскиот митинг е круна на успешната сезона. Ова е последен надпревар од оваа сезона и за мене последен во категорија до 19 години. Сега освоив прво место во фрлање диск. Се уште во тек надпреварот, се надевам дека уште 2 златни медали ќе освојам. Од Атлетската федерација на Македонија посочија дека атлетскиот клуб Куманово максимално го користи атлетскиот стадион и се активни не само на спортски, туку и на организацијски план. Учесници се оваа година од Република Македонија, за жал минатата година беше и меѓународен и првата оваа година поради временските услови, значи е само од домашни клубови и дисциплините од школските учесници од школите. Атлетската федерација, како што напоменав, дека овој надпревар е влезен во календарот на Атлетската федерација на Македонија, воедно влезен и во календарот на Европската атлетска федерација на Македонија, што тоа значи дава тежина на надпреварот, иако е последен надпревар на отворено, можеби затоа се резултатите можеби ќе бидат малце и послаби, со оглед на тоа дека е завршеток на сезоната. Како и да е, значи, во моје име посакувам Атлетскиот клуб Куманово да продолжи заедно со градот, со Сојузот на спортови на Куманово во организација нови надпревар и во наредните години да прерасне во едно вистинско здание атлетско. На последниот куп атлетичарите од Куманово забележа и неколку државни рекорди. По митингот тие ќе започнат со подготовки за следната сезона. 24 годишен кумановец вчера околу 18 часот и 45 минути на улицата Иво Лола Рибар без повод и причина физички го нападнал својот сограѓанин и врсник, удирајќи го со тупаници во пределот на лицето, при што истиот паднал во безсознание. Со возило од брза помош повредениот бил пренесен и задржан на лекување на хируршкото оделение во општата болница Куманово. Напаѓачот е приведен во СВР Куманово и против истиот по целосно расчистување и документирање на настанот ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. Во Младинскиот културен центар Козјак на 13 октомври ќе биде отворен фестивалот на новиот германски филм, кој ќе трае до 17 октомври. На програмата ќе се најдат 6 филмови од различни жанрови. Прикажувањето на филмовите во Куманово го организираат Прокредит банка, Германската амбасада и Младинскиот културен центар Козјак. 11-тиот фестивал на новиот германски филм ќе биде отворен на 13 октомври во Младинскиот културен центар Козјак. Во рамките на фестивалот ќе бидат прикажани 6 филма од најразлични жанрови, а истиот ќе трае до 17 октомври. Прв на програмата ќе се најде криминалниот филм Роден во болка, а во наредните денови ќе бидат прикажани и 2 детски филма. И ние го насловивме да биде тоа по повод 11 октомври, Ден на востанието на македонскиот народ, и го организираме успешно еве 3 години. Значи, на 13 ќе биде отворање на самиот фестивал. Фестивалот ќе го отвори амбасадорката Кристине Анхауезер. Германска амбасадорка. Да, германска амбасадорка.
ќе бидат представник од Прокредит банка и се разбира тоа во организација на Младински културен центар и со поддршка на градоначалникот и Советот на општина Куманово. Би ги поканил гледачите и љубителите на филмот на големо платно да повелат овие 6 дена да просудат одредени филмови, има комедии, има драми, има криминални филмови, трилери, по свој избор да може да дојдат и да го погледат барем некој филм од овој филм. Прикажувањето на филмовите во Куманово го организираат Прокредит банка, Германската амбасада и МКЦ Козјак. Организаторите објаснуваат дека фестивалот придонесува за културна размена меѓу Германија и Македонија. Освен во Куманово, најновите германски продукции ќе бидат прикажани во 9 градови низ земјава. Во уметничката галерија во Куманово синоќа се отвори изложбата Развојот на царските двери. На изложбата беа представени преку 30 колор постери. Во уметничката галерија синоќа се одржа изложба Развој на царските двери во Кумановско. На изложбата беа представени царските двери како најдекоративен дел од монументалниот елемент во христијанските цркви – иконостасот. Почнувајќи од најстарите двери од манастирот Карпино и двојната црква во Суворах, дверите од втората половина на 19 век, како и од периодот меѓу двете светски војни. Ова изложба се должи на долгогодинешната творечка истражувачка работа на нашиот кустос, кој што од 2011 година па навака, значи активно работи на терен, ги истражува сите цркви во Кумановскиот крај. На изложбата беа презентирани преку 30 на колор постери од 33 цркви во Кумановскиот регион, надополнето со цртежи и еден автентичен примерок. Позајмени од Кумановско-Особовската епархија од господин Јосиф, времено ни се позајмени царските двери, за да тоа го доловиме и амбиентално. Автор на изложбата Валентина Андреиќ вели дека декоративноста на царските двери особено доаѓа до израз во малите селски цркви, кои во поголем дел се запуштени и оштетени. Што е навистина штета за овие споменици на културата, бидејќи тука работеле нашите познати зоографи од Македонија, кои се всушност и наши први ликовни уметници. Станува збор за црквите од почетокот на 17 век, најстарите цркви од манастир Карпино од 1606 и двојната црква во Суворах, може би од исто време со карпинските, кои што се во плитка резба и позлатување. Подоцнежно, те двери што се офатени се од периодот на втората половина на 19 век и како карактеристични би ги издвоила црквите Свети Атанаси во Кокошиње, Свети Никола во Живиње, Свети Илија во Живиње, Свети Никола во Кшање, кои што се исто така во ажурна резба со позлатување. Од 1886 година зоографирани од Петар Николов од Велес и како карактеристичен пример е од црквата Свети Атанаси во Кокошиње представата на Благовештение во резба, која што е единствен ваков примерок во Кумановско од почетокот на резбарството во Македонија. Изложбата Развој на царските двери е проект од областа на историја на уметност, финансиран од Министерството за култура за 2015 година. Изложбата ќе биде отворена 10 дена. Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно Законот за празниците, денот на востанието на македонскиот народ, 11 октомври недела, односно 12 октомври понеделник, е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев синоќа се одигра представата Државен лопов на театарот Талија Тузла од Босна и Херцеговина. Представата е во режија на Томислав Крстиќ. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев синоќа се представи театарот Талија Тузла од Босна и Херцеговина со представата Државен лопов во режија на Томислав Крстиќ. Се работи за комедија за двајца затвореници во иста ќелија, Кики и Марко, љубовен измамник и државен лопов, во улога на привилегирани, па дури и во затвор. Покрај нив постои чувар во затворот Јозо, кој немал завршено ни основно училиште, а постојано сонувал за унапредување.
Кики во улога на љубовен измамник е во затвор поради 17 лажни ветувања за брак со 17 различни жени и поради една жена завршува во затвор. Марко, така наречен државен крадец, служел затвор за проневера на пари, но наскоро ќе биде ослободен на слобода бидејќи нашол дупка во законот. Mi smo ekipa koja postoji već od 96. godine, slučajno su se sreli u krenuli da radimo jednu dječju predstavu i onda je dovajen Tuzlanskog pozorišta Tomislav Krstić koji je nekad prije sa isto nekom svojom ekipom odigrao ovu predstavu 120 puta. Pa su jedno vrijeme nisu igrali, oni je nas pričali smo kao da ja vama izrežiramo mu najnoviju, malo je, to je tekst Fadila Hadžića koji je nastao prije nekih 40 godina, jedan od njegovih najboljih tekstova. On je to malo preuredio na ovo današnje vrijeme, a i mi ga stalno dotjerujemo i preuređujemo, čisto da ga aktualiziramo, jer nekad nešto ode u prošlost, a pojave se nove devijacije u društvu, ovi šta rade, mislim, imaju toliko mašte da nemaš pojma. I mi smo isto odigrati jedno 50 puta i to je za ono vrijeme, kažem, krenuli smo 96. da radimo, to će kao biti dosta. 11. septembar. Pa kao, znaš, odradimo to 50 puta, pa 100, pa 150, pa dođu ovako novinari, pitaju, već je 2005. godina, pa dokle ćete vi s tim državnim lopovom, pa rekao, mislim da će i nestati u državu, ni sve više. Mislim, predstava ću, rekao, dok bude njih, biće i predstave, pa možda i do penzije. Pa bilo je toga, znate kako, kad pročitaju naslov državni lopov, ti ljudi se malo uplaše, pa da li će doći na predstavu, neće doći, a u stvari ne znaju da je to samo zezanje između dvojice koji su u zatvoru zbog iste žene, znači zbog žene se uvijek zaglavi u zatvoru, to je strano. Pa dobro, i njih se malo dotakne. Ali mi nemamo ovdje puno kritike. Više smo išli na to da napravimo jednu komediju koja je lagana, koja je pitka i koju će publika lagano da prima i evo to se pokazalo i večeras, vaša publika je sjajna. Ja sam htio samo da kažem nešto vezano predstave državni lopov, jedan od najvećih možda krivaca što smo toliko odrgli, ja pored toga što igram u predstavi bavim se malo i produkcijom. Tako je da to igramo, imamo već nekih pozivnica i za dalje, tiče kolege su rekli u Makedoniji, obično parovi malo većih gradova po Makedoniji, to će biti ovako sigurno. Vjerujem da će biti to sjajna publika kao i ovdje. Vidite sami, oni reaguju na sve ono što je baš istinito i možda tu su bili neki funkcioneri, sigurno su sebe tu našli i tako da je to sigurno ima prođu gdje god dođemo. Вечерва на репертуарот е представата Чехов му кажува збогум на Толстој, со гостување на театарот Евро-Балкан Институтот Косово Приштина. Во Куманово денеска времето беше облачно проследено со силен дожд. Максималната температура изнесуваше 16 степени, а минималната 14 степени Целзиусови. За утре се најавува облачно време проследено со врнежи и грмотевици. Деневната температура ќе достигне до 17 степени, а утринската до 14 степени Целзиусови. Ова беше се во денешното издание на Дневникот. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.